На Прилеп никој нема да му го земе Војдан, па макар и немале сала. Ова е ставот на уметничката директорка на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, Ана Стојановска. Проблемот е што надлежниот инспектор од дирекцијата за заштита и спасување донесе решение за затворање на објектот на Стариот театар, големата сала во Центарот за култура Марко Цепенков, како и киното Мистон, поради голем број на пропусти. Стојановска сепак се надева дека Министерството за култура ќе обстои на ветувањето да се оспособат салите во Прилеп до почетокот на театарскиот фестивал. Ја знаете и мојата идеја дека сакам Прилеп да биде град театар, така што истражувам алтернативни сцени во Прилеп, морам да нагласам ова цело време во Прилеп, затоа што слушам разни моабети во однос на тоа каде ќе се случува фестивалот. Фестивалот ќе се случува во Прилеп, да одговорам на прашањето, и фестивалот ќе се одржи во Прилеп. Се надевам онаму каде што сме научени да биде секоја година, да се средат работите со Центарот за култура, односно да се задоволат сите законски норми и пропишани барања од страна на инспекторатот, затоа што пред се и мене како човек, но и како фестивал ми е важна безбедноста и сигурноста и на организаторите, и на учесниците, и на публиката. Стојановска потенцира дека Прилеп од секогаш бил уметнички град и горд на своето културно наследство, и таков и ќе остане во иднина. Годинава мотото на фестивалот ќе биде "Смеј се и осмели се". Затоа што треба да бидеме храбри и треба да се водиме од својата креативна енергија. Бидејќи не знам поинаку да реагирам освен на креативен начин, смисливме оваа година Прилеп да одговори на многу креативен начин, така што наместо програмата Автор во фокус, во која што беше застапен еден автор претходните години, оваа година имаме Прилеп во фокус, тоа е ексклузивно, го најавувам сега за вас. Тоа ќе бидат тројца автори, театарски уметници од Прилеп, кои што оставиле длабока трага во македонскиот театар: Благој Ристевски Платнар, Благој Спирковски Џумерко и Кирил Ристовски. Годинава се планира истиот да се одржи од 6 до 13 јуни, но ако има одредени проблеми, можно било тој датум и да се пролонгира. За Сител, Дарко Штарговски.